Тој е човекот кој е лидер на политичката опција и го има концептот за спречување на масовно иселување на граѓаните во Македонија. Почитувани, да го поздравиме председателот на Алијансата за позитивна Македонија, господин Љупчо Зиков. Добро вечер, позитивна Македонијо. Добро вечер, убав народе македонски. Добро вечер, 17 етнички групи членки на коалицијата за позитивна Македонија. Добро вечер, 30 доктори на науки, членови на Алијансата за позитивна Македонија. Добро вечер, магистри, дипломирани економисти, правници, технолози. Добро вечер, фармери и земјоделци. Добро вечер, вработени и невработени. Јас на почетокот на ова излагање, кое ќе биде кратко, јасно, концизно, прецизно и суштинско, ќе ве повикам уште еднаш, онака громогласно и да станеме, да ги поздравиме 120 херои кои покажа дека Македонија има и други бои. Не е само црно и бело. Македонскиот граѓанин и човек не е неработлив човек. Не е мрзлив, не сака да спие до долго во денот. Македонскиот човек сака да работи. Во Македонија има недостаток од работа. Затоа, што и да кажеме вишоке, што и да кажам јас, кажаа сите пред мене, мои сопартијци, јас кратко ќе кажам и по трети пат месецов ќе го цитирам еден од најголемите државници на светот, Абрахам Линколн, кој во една прилика рекол: можете еден дел од народот да го лажете некое време. Еден дел од народот можете да го лажете цело време, но не можете целиот народ да го лажете цело време. Што имаме денеска од 23 годишна транзиција? Имаме огромна невработеност. Имаме мали приходи. И оние кои работат не се среќни. Имаме голема корупција. Имаме должничко робство. На кредитни картички, на потрошувачки кредити и на кредити во предпријатија. Сите сме должници. Сето тоа е производ на криво закопчаната кошула во 93-та, 4-та и 5-та година, кога не направен основниот злочин во транзицијата, тоа е македонската приватизација. Не можам да не го потенцирам тоа денеска. Како тоа ќе го надминеме? И по 23 години си го поставуваме истото прашање, а во Македонија живеат се помалку и помалку луѓе. 300.000 граѓани од Македонија се иселени во последните 15 години, со што Македонија во својата историја го доживеа најголемиот екзодус. После 100 години Македонија доживува уште еден екзодус, останува без своите ресурси. Почитувани, македонската нафта и газ, македонското злато се македонските луѓе.
ги губиме неповратно. Заради тоа што немаме основен концепт за развој на земјата. Не сакам да ги потиснам убавите чекори што и се направени на Македонија во последните 20 години. Но сакам да кажам дека не е тоа доволно. И не е тоа успешно. На крајот резултатите сами кажуваат. Македонија останува без своите луѓе. Алијансата за позитивна Македонија има единствена точка на дневен ред. Да го запре овој екзодус, да ја запре белата чума, а тоа да го направи со економски развој во брзи чекори, затоа што Македонија не може повеќе да чека и да крвари пред портите на Европската Унија, онака немокно, без идеја, без концепт. Што ќе направиме? Прво, на Македонија е потребна финансиска инекција на нејзините предприемачи, на нејзините инвеститори, на нејзините граѓани, да ги подигнат и да ги осигурат своите приходи. Тоа значи, Коалицијата за позитивна Македонија предлага договор со македонските граѓани кој од понеделник ќе го потпишуваме на сите плоштади, на сите штандови и на сите митинзи каде што ќе бидеме присутни низ Македонија. Договорот има само неколку членови. Член 1. Потписник Коалиција за позитивна Македонија. На другата страна се граѓаните на Република Македонија еден по еден. Член 2. Пристап ослободен од скапите пари до финансиските средства за инвестирање. Докапитализација на Македонската банка за подршка на развојот, која треба да биде вистински конкурент на македонските деловни банки. Ќе одобрува кредити без хипотека. Кредити за кои нема да се бараат станови и куки, автомобили, нема да се бараат викендици за осигурување. Кредитите ќе бидат осигурани со самиот бизнис. Ова не е нешто што ние го смисливме. Ова е нешто што одамна го применуваат источноевропските земји, го применуваат западноевропските земји и го применуваат сите оние кои секој дневно чекорат кон Европа со силни чекори, брзи чекори, сигурни чекори, со концепција и кои зрачат со тоа дека знаат што сакаат. Ќе ја формираме нашата државна компанија за извоз. Таа беше спомената вечерва. Тоа е македонскиот Генекс. Затоа што сметаме дека таа компанија, откако македонските граѓани ќе се одважат и силно ќе почнат да се саморешаваат, ќе инвестираат во македонскиот бизнис, таа ќе ги откупува производите и ќе ги направи гордост на Македонија и ќе ги извезува надвор, како што тоа го прават Чешка, Словачка, Полска, Хрватска, Словенија. Почитувани мои граѓани, ако овие две работи ги направиме, Коалицијата за позитивна Македонија ќе потпише втор договор од понеделник натаму. Тоа е 100.000 работни места во првите 4 години од мандатот на владата на Коалицијата за позитивна Македонија. И 30.000 работни места во првата година од мандатот на Коалицијата за позитивна Македонија или владата во која таа ќе учествува. Гледате, не треба многу чекори, треба само неколку чекори и она што е најважно, треба политичка волја. Деновиве многумина ме праша, зарем некому не можеше да му текне ова претходно во овие 23 години? Зарем е ова толку тешко да се смисли, да се каже?
Јас велам, на сите им текнало, веројатно. На многумина им текнало. Но нема политичка волја тоа да го направат. Нема политичка волја. Заради тоа што немаат капацитет. Нема капацитет да излеземе од овие 23 години транзиција. За нив во нивните глави транзицијата не е завршена. Почитувани мои граѓани, која е политичката волја со која делува коалицијата, филозофија со која делува коалицијата за позитивна Македонија? Нашата политичка филозофија е да делуваме во центарот, меѓутоа не сакам тоа да звучи како флоскула. Ние навистина имаме намера и ќе ја чуете таа наша намера реализирана во кампањата дека ќе пофалиме се што е добро направено во Македонија. Ќе ја пофалиме македонската независност која донесоа македонски синови во раните 90-ти години, а тие си знаеа како ја донесоа. Ако денеска имаме толку голем проблем да го сочуваме нашето име и идентитет, можете да замислите во раните 90-ти колку било тешко да се направи оваа држава. Сета почит на тие генерации. Ке пофалиме и тоа дека Македонија во неколку фази оди напред. Таа понекогаш оди организирано напред со визија на незините лидери. Понекогаш оди ни крива ни должна, затоа што сите одат околу неа. И затоа ние велиме тоа не е доволно. Овде ги фалиме странските инвестиции. Го фалиме подобрениот имидж на нашата држава. Јас не сакам нашите инвеститори од странство да ги делиме на индијци, пакистанци, американци, европејци, руси. Сите се тоа инвеститори кои дале доверба на оваа држава, бидејќи парите немаат боја. Инвестициите на оваа држава и се потребни, како што и се потребни и домашните инвестиции. И затоа велиме дека е ред да се отвори силен фронт за македонскиот човек, за македонскиот граѓанин, за македонскиот млад човек да покаже што знае во предворието на Европската Унија. Ние сакаме достојно да влеземе во Европската Унија, со вредности. Ние не сакаме милување од Европската Унија. Ние не сакаме да се молиме на Европската Унија да не пушти во нејзините пространства и редови. Ние сакаме гордо, со успех и со резултат да влеземе внатре, за да можеме среде Париз, пиејки кафе, да се кажеме дека сме македонци. Ајде да го направиме тоа. Ве повикувам сите да кажете дома, на вашите роднини, на вашите другари, на вашите пријатели, дека треба да бидеме позитивни и да гласаме за позитивна Македонија, бидејќи таа ги дава вистинските вредности, дека таа ќе го направи првиот чекор кон долгорочен развој и стабилност на Македонија. Нашата политика е среднорочно и долгорочно дефинирана. Ние не сме партија за една употреба, ние не сме партија од денес за утре и тоа ќе го видите. Само ни треба малку воздишка и ни треба одважност. Ќе завршам како што заврши во Визбегово пред 8 месеци. Војската му рекла на Давид во борбата против Голијат: многу е голем, не можеме да го заобиколиме. Голијат силно се исправил пред војската и рекол: толку е голем што не можам да го промашам. Да сте ми здрави и живи. Гласајте за позитивна Македонија, гласајте за бројот 9.